Имаме малку крик во студиото. Добро утро за нашите прекрасни млади гости кои што ова утро ќе ни го разубават утрото и студиото и Ренче со исто така нешто што ќе најавиме мощно и интересно од она што го погледнавме во најавата. Затоа што тука можам да забележам психолог, така? Да, во Центарот Крик и Евгенија Јанакиевска, Центар за младински активизам Крик, Мухамед Велију. Добро утро и добре ни дојдовте. Ќе разговараме точно за што, Ирена? Ке разговараме, Слободанка, за активностите на младинскиот активизам Крик и ке разговараме за она што се случуваше во среда во лабораториум. Една навистина преубава интересна дружба, можам да кажам така. Тоа беше една инклузивна изложба, беше дискусија за предприемништво, ете така, и за впечатоците, меѓутоа имаат како младински, како Крик, како младински организација на младински активизам Крик, имаат многу проекти. Одлично. Така да ги најавиме, така? Ке најавиме. Повелете, Иренче. Благодарам. Добро утро, Евгенија и Мухамед, ве најави Слободанка. Еве јас официјално да ви посакам добро утро. Добро ни дојдовте во утринската програма на Алфа телевизија. Она што е повод за вашето гостување овде, она што се случи пред 2 дена во лабораториум, инклузивна изложба, дискусија за предприемништво и базар на лица со попреченост. Ќе ни ги кажете веќе сега вашите впечатоци, како помина тоа и за кого беше наменета оваа изложба, оваа средба, да кажам, во лабораториум, како се представија лицата таму? Добро, јас така? Добро. Првично ви благодарам за поканата, добро ве најдовме. Фала ви што ни давате шанса да го представиме тоа што го работевме овој период, но и што нон-стоп го работиме. Тоа беше затворен настан во лабораториум, затварен на еден проект кој што го викаме зајакнување на можностите, беше поддржан од страна на ЦИТ. 5 месеци унапред, така да кажам, континуирано работевме на развивање на способности и зајакнување на вработливост кај лица со попреченост, да кажам конкретно интелектуална попреченост. Имавме мешана група, работевме со нашите корисници од окупациониот центар, каде што не посетуваат редовно и правиме активности. Имаше ученици од специјалното училиште Свети Наум, кои исто така работеа на тие, да кажам, на тие изработки. И имаше, можеби, и млади други со типичен развој, да кажам, не само со атипичен развој. Идејата беше со нив да зборуваме за тоа што е работа, да зборуваме за процесот на вработување, па заедно пишувавме, да кажам, можеби резиме, се сликавме заедно, учевме како да се представиме на интервју. Целата идеја на проектот беше што повеќе да ги зајакнеме нивните капацитети за да ги спремиме за пазарот на трудот. Така. Тоа е една од активностите на проектот, така веќе веднаш се надврзуваме проект на зајакнување на можностите. Овој проект ги опфаќа лицата со интелектуална попреченост, каде што им го трасирате патот понатаму за да може да си најдат свое вработување, нели, по 18-та година. Така, за каков проект, Мухамед, станува збор? Малку начнавте на почеток делови од проектот, веќе ова беше завршна фаза, така, во што се случи во лабораториум. Значи, ние 5 месеци поред, да кажем 2 пати неделно, имавме работилници. Работилниците се заснуваат на принципите на окупационата терапија. Тоа значи дека заедно со лицата не изработувавме накид, првично, исто така изработувавме слики различни. Во текот на работилниците исто така не беше дека ние само работевме, но и многу се забавувавме. Имавме музика, имаме различни активности во склоп на тоа, но главно ни беше на крај да извлечеме, да извадиме некакви продукти, за да може да ги изложиме истите. Така да, како што начнав, некаде можеби 30-тина, ако не се лажам, вкупно корисници присуствува, учесници во работилниците, и на крај излеговме со тие продукти што ги прикажавме на завршниот настан во среда. Така. Сега имате и уште еден проект за млади агенти, така? Да. Што значи тоа млади агенти? Знаеме што значи, ама каков е проектот? За млади агенти? Всушност тоа е поголемиот проект под кој што спаѓаше и проектот за зајакнување на можностите, односно фаза на регрантирање, каде што под тој чадор проект Крик како Центар за младински активизам имаше можност да добија финансиска поддршка за да ги реализира сите овие работилници. Така. Сега Центар за младински активизам Крик имате многу работа, многу активности. Зборувавме за тоа пред да влеземе овде во студиото. Би сакала една лична карта да ги представиме активностите на Младинскиот центар Крик.
Па веќе 12 на години постои Центарот за младински активизам КРИК. Имплементира проекти од областа на младите, од областа на активното вклучување на младите во рамки на општеството, на национално и локално ниво, меѓутоа работи исто така и на интернационално ниво, односно со партнерски организации кои што се наоѓаат надвор од рамките на државата, во Балканот, меѓутоа и држави кои што се членки на Европската унија, пред се преку програмата Erasmus+. Главниот фокус сепак се младите и возрастните лица со попреченост. Преку проектите се обидуваме да ги споиме групите на лица со попреченост и без попреченост, да ги срушат бариерите за соработка и заедништво меѓу нив и да работат во хетерогени групи. Покрај извршната канцеларија која што работи на имплементација на проектите, исто така има и, како што спомна колегата Мухамед, Центар за окупациона терапија. Ќе зборуваме и за тоа 3 пати неделно така, како сервис кој што го нуди организацијата во рамките на КРИК, меѓутоа исто така и е дел од процесот на институционализација и веќе успешно координира 3 мали групни домови за поддржано живење за лица со попреченост кои што добиваат 24 часовна поддршка. Исто така има и SOS линија за пријавување на врсничко насилство, која што е во соработка со општина Кисела Вода, меѓутоа и психолошко советувалиште каде што младите лица можат да дојдат во центарот и да бидат поддржани преку психолошки сесии. Би сакала да споделам дека она што е ново е отварање на социјалното предпријатие КРИК, кое што се отвара преку поддршка од мрежата ИРИС и всушност станува збор за инклузивна печатница, во која што ќе работат лица со попреченост на половина работно време, заедно со лица без попреченост, кои што заеднички ќе координираат и управуваат таа печатница и ќе биде еден убав инклузивен проект. Кога се планира да се отвори? Тука сте некаде? Да, веќе во моментов се е подготвено и течат обуките за управување на печатачот и во најскоро можно време се надевам ќе не поканите така да го сепак одбележиме овој настан. Мухамед, вие сте психолог во Центарот за окупациона терапија. Што значи окупациона терапија? Да. Па тоа што јас го знам од окупационата терапија е затоа што работам со колега кој што е дипломиран окупационен терапевт. И јас тоа го знам од што имам читано и што ми има тој пренесено од неговото искуство. Колегата се вика Стојан Андов, има дипломирано во факултетот во Љубљана за окупациона терапија. И окупационата терапија е гранка, се смета за гранка од медицината, која што комбинира повеќе дејности само по себе. Таа комбинира говорната терапија, комбинира психологијата и нормално медицината и физиотерапијата за рехабилитирање на различни, да кажам, можеби и повреди, но исто така работи може да се користи во работа со лица со попреченост, со лица во трето доба, како што кажав, можеби лица со механички повреди на мозокот и слично. Принципите на окупационата терапија се тоа што во нејзиниот пристап таа цели можеби кај нас е позната како работна терапија и ерготерапија. Тоа можеби може да ја доближи малце до јавноста, до публиката што не слушаат. Различни активности може да се прават, но главно помага, да кажем, во рехабилитирање или во учење на нови способности. Сега, може ви начнав на почеток дека ние целиме кон тоа да го откриеме потенцијалот кај секој човек. И исто така кај корисниците што доаѓаат во окупациониот центар. Таму тие ни доаѓаат, се зборувам надвор од проектов, ни доаѓаат 3 пати неделно по 4 часа, понеделник, среда и петок сме таму и работиме различни активности. Имаме музички бенд, да кажем, правиме накид, цртаме, и сликаме многу убави слики кои што така беа изложени. Ова што го представувавте во лабораториум, така? Да, што го представувам во лабораториум. И не прекинуваме само тука. Мислам, ние учиме работни навики, зборуваме исто така за лична хигиена, зборуваме за подготвување на храна. Сме имале работилници за учење за емоции, што е исто така многу важно. Но сметам дека главниот дел што ние, мислам, можеби тој најубавиот и најлековиот дел во сето ова е социјализацијата. Затоа што мислам дека после 18 години државата како механизми нема за да може да се бори
со таа изолација со која можеби се сочуваат лицата со попреченост. да. Така да сметам дека ние и тоа не е целта да ја поттикнуваме социјализацијата. Корисниците еден меѓу друг веќе се јавуваат на телефон, излегуваат на кафе и колку толку да кажам се дружиме. Се дружат, да. И што е добро и тоа е можеби главната, се да кажам главната, но едно начелата на КРИК е за инклузија. И инклузија значи дека и моите колеги што се таму и што не се во окупациониот центар, ние сме нон-стоп заедно. Па знаеме да се подружиме, да идеме на кафе заедно, па влегуваме од една канцеларија во друга. Така да кај нас ние тие разлики што се можеби приметливи некој пат, сакаме што повеќе да се потопиме и како што каже колешката да имаме на хетерогена група кај што работиме. Многу ми е мило и многу ми е кеј вака кога гледам млади луѓе кои што сте вклучени во овие навистина корисни проекти за и за лицата за попреченост, бидејќи КРИК работи и со со останати лица, млади лица. Многу ми е кејф кога вака работите на инклузија, на проекти, се со единствена цел за подобро утре за сите нас. Она што вие во ТЕК сега како еден проект за кој што го организирате, мислам дека повеќе години наназад, тоа е за овие лица со попреченост ги носите на годишен одмор, на летување заедно. Оваа година одите се во Охрид, така беше? Да. Во Охрид во камп. Ајде Евгенија малку да ни објасниш околу тоа и е во ТЕК донаторска акција за овие лица. Може да објасниме малку повеќе за каков проект станува збор? Да. Веќе 7 година поред КРИК го организира летниот младински инклузивен камп, кој што е наменет за млади лица со и без попреченост. И оваа година ќе се организира заедно со Сојузот на извидници во извидничкиот центар во Охрид. Она што е ново е што оваа година заедно ги комбинираме двете летувања, односно и за корисниците од Центарот за окупационна терапија, меѓутоа и за корисниците кои што живеат во малите групни домови. Многу од овие лица за прв пат одат во својот живот на летување и таму се обидуваме да ги вклучиме и лицата со попреченост и без попреченост, заедно со инклузија, така. Тоа е и целта. Токму така формираме тимови и тие се исто така придружувани од асистенти, негователи, психолози и се организираат најразлични активности, односно спортски, рекреативни активности, дел од нив на вода, културни прошетки, дружење и забава. Во моментов трае и донаторската кампања со која што ги повикуваме сите оние кои што сакаат да го поддржат тоа летување, да донираат на веб страната на млади предприемачи, меѓутоа и на iCrowd, и овие линкови можат да се најдат и на социјалните мрежи на Центарот за младински активизам КРИК. Секоја година имаме се повеќе поддржувачи кои што доаѓаат од приватниот сектор, од организации, амбасади, други меѓународни фондации, меѓутоа и од индивидуалци кои што сакаат да дадат свој придонес во кампањата и да можат едно незаборавно забавно искуство. Да, ајде уште еднаш, бидејќи донаторска акција за лицата со попреченост, уште еднаш поспоро, значи како може да се донира и до кога трае донацијата? Летувањето ќе биде од 10 до 14 август, така што во моментов и во целиот месец јули ќе биде активна кампањата за донирање на веб страната на млади предприемачи и на веб страната на млади iCrowd. предприемачи може да сите кои сакаат да донираат и на iCrowd, така. Да, добро. Има значи време, донирањето е до кога, докај некој почеток на август. До крајот на јули би можело, да, почетокот на август, така, да ги повикаме сите добри луѓе да донираат средства за да се оствари ова летување по 7-ми пат. Како се вашите впечатоци од минатите летувања? Постои ли интерес за ова? Претпоставувам да, бидејќи сакаат лицата да се дружат меѓусебно, нели? А овдека се 24 сата заедно на кога одат на годишен одмор. Какви активности имаат таму? Па имаме различни активности. Мухамед, вие одите со нив, така, бидејќи сте дел од психолошката поддршка таму, психолог сте во КРИК? Да, јас сум таму заедно со колегата кој што кажав окупационен терапевт, имаме сет на активности кои што ќе работиме и ги фасилитираме тие групни активности. Да кажам дека многу е забавно. Мислам, не само за нив, него за сите нас е некој вид на летување. Сега таму имаме ние, нели, кајак, може да правиме исто така и јога вежби кои што ни се предвидени во склоп на цело тоа. Фасилитираме различни дискусии заедно со нив и прошетките исто така ни се голем дел од тоа, да кажам, и сладоледот.
И тоа е многу убаво и важно. Да, а останатите луѓе кои што сакаат да одат со вас, како може? Може ли кој сака да дојде да ви се приклучи на овој одмор? Или тоа е само за лица со попреченост и за ваши членови? Камповите се отворени за сите млади лица кои што сакаат да се пријават. Има возрастно ограничување? Да бидат млади лица до 29 години, а можат да се пријават на отворените линкови за учество на социјалните мрежи на Центарот за младински активизам КРИК, бидејќи пред се ни е важно да има лица и без попреченост и со попреченост за да се формира една инклузивна хетерогенна група. Да. Уште еден повик, значи има се уште време до крајот на јули и сите донатори и сите оние кои што сакаат да присуствуваат на овој летен камп. Дали нешто пропуштив да ве прашам, сакате уште нешто да кажете за крај или мислам дека за почеток добро се представивме. Би сакала да ве повикам да ни кажете со време за секој нареден проект, еве вака да го проследиме медиумски и ви посакувам убав одмор ако не се видиме до тогаш, значи како рековте, до 11 август. И се надевам и ќе има уште многу прилики да ни бидете гости во утринската програма. Ви благодариме за поканата и поддршката на нашите активности. И секако сте добре дојдени секој пат до КРИК и кој сака да дознае повеќе може да не посетите слободно. Да, ви благодарам многу.